Ајде сега слушни ја приказната за Баба Хола. Си била една жена и имала две ќерки. Едната била вредна, а другата мрзлива. Еден ден вредната ќерка плетела покрај бунарот и си го боцнала прстот. Ги измила рацете во бунарот, но и паднало клопчето во водата. Мајката многу ја искарала и рекла: "Како знаеш и умееш да го извадиш клопчето од бунарот?" Девојката се наведнала над бунарот, се огледала во водата и во тој момент ја изгубила свеста. Кога се разбудила, веќе била на една ливада. Колку многу цветови, 1000 најубави цветови, се воодушевувала девојката, шетајки по ливадата. Кога пред неа се појавила голема фурна со лебови. Од каде на ливада фурна полна со лебови? Во приказните се случуваат и некои чудни нешта. И еден леб викнал на цел глас: "О, извади ме од фурнава! Извади ме! Ке изгорам! Веќе одамна сум печен!" Девојката еден по еден ги извадила сите лебови. Продолжила да шета и здогледала јаболкница, полна со јаболка. Јаболкницата й рекла: "Затреси ми ги гранките, затреси ги! Сите јаболка се одамна зрели!" Девојката го тресела стеблото, а плодовите јаболка паѓале како дожд. Видела ли уште нешто чудно на ливадата? Девојката стигнала до една кукичка. Во неа живеела една чудна баба, Баба Хола. Била подгрбавена, со долга црна коса и со големи заби. Девојката се исплашила, а Баба Хола рекла: "Не плаши се, дете мој, остани кај мене, грижи се за мојата куќа и ништо лошо нема да ти се случи." Девојката останала кај Баба Хола. Работела се што ќе й кажела чудната баба. Кога ја тресела постелнината на Баба Хола, морале да летаат пердуви. Зошто? Кога летале пердуви од перниците, на земјата паѓал снег. Тоа биле волшебни пердуви. Вредната девојка живеела неколку месеци кај Баба Хола, но еден ден посакала да се врати дома. Баба Хола ја однела девојката до една голема врата. Кога девојката поминувала низ вратата, паднал златен дожд и цело злато останало врз неа. "Ова ти е награда, зашто беше многу вредна," рекла Баба Хола. Ја бакнала и си отишла. За миг девојката се нашла пред својата куќа. Пителот, кога ја видел, рекол: "Кокорику! Се врати нашата златна девојка!" По неколку дена, сестрата на вредната девојка, мрзливката, седнала да плете крај бунарот. Кога се огледала во водата за миг, и таа се нашла на истата ливада со илјадници цветови. Кога лебот, што се печел во фурната, и рекол: "О, извади ме од фурнава, ке изгорам, веќе одамна сум печен!"
Мрзливата девојка му рекла: не сакам да се извалкам. Кога јаболквицата и рекла: о, затреси ги моите гранки, сите јаболка се одамна зрели. Девојката рекла: баш ми е гајла, не сакам да ми паднат врз глава. Потоа стигнала кај баба Хола. Била толку мрзлива, што ништо не работела. Треба силно да ја тресеш по стелнината, за да на земјата врне снег, и рекла баба Хола. Ау, па да ме болат рацете. Дрско одговорила девојката. Кога посакала да си оди, побарала награда. Треба да ме наградиш затоа што живеев кај тебе, а ти си толку грда. И викнала мрзливата девојка на баба Хола. Ајде, помини низ оваа врата, рекла бабата. Врз главата на мрзливката паднал дожд од кал. Ете, тоа ти е наградата, рекла баба Хола. Девојката, плачејки, се вратила дома, а петелот викнал: кукурику, се врати нашето валкано девојче.